Дел од фотографиите на кои се гледа ликот се мои, преостанатите не, вели првиот човек на Кумановската гимназија, додавајќи од и експлицитните слики. Некој дури 3 пати се обидел да ги доближи на јавност. Непримерените фотографии најпрво биле објавени минатиот четврток на, како што вели Димитриевиќ, неговиот хакиран Facebook профил, на штото е реагирал до администраторите на социјалната мрежа и страницата била деактивирана. Подоцна, во текот на викендот на истата социјална мрежа фотографиите осамнале на според него лажен профил креиран на негово име, за да конечно сликите бидат објавени и на Твитер. Чувствителноста на случајот разбирливо ја разбранува кумановската јавност, зашто посредбата кај градоначалникот Зоран Дамјановски, Горан Димитриевиќ одлучил да излезе и да ја каже и својата верзија. Како и да е, иако спомена и обид за изнуда на пари, без најдиректно да го поврзе со фотографиите, пропушти да одговори зошто случајот во полиција го пријавил 6 дена подоцна. Тоа не се мои фотографии. Фотографијата, не знам, ја имате погледнато, тоа е мојот лик. До мојот лик има поставено фотографии со непримерна содржина. Значи, комплетно е украден мојот профил. Јас го ставив во мирување во понеделник на утро, меѓутоа денеска, бидејќи случајот е пријавен и во полиција, го активирав. Дали може би некој се обиде да изнуди пари од вас претходно, дали имате? Да, имаше побарување на некои пари, наводно за операција на мајката на тој лажниот профил во износ од 8.500 евра. Го контактиравме секторот за внатрешни работи од Куманово, а тие до емитувањето на овој прилог остана на ставот дека до нив нема поднесено пријава за ваков случај. Јас се консултирав со мојот адвокат вчера, што да направиме, како да направиме, во кој правец да се одвива истрагата, што да се изнесе, како да се изнесе. Денеска е пријавено пред, мислам, околу 11 часот бе во полиција. Во текот на вчерашниот ден ми се јавија многу пријатели од градот кои ме познаваат како и што е. И ми даваат поддршка, бидејќи ме знаат како и што. Јас немам овдека непријатели во овој град, не ви во држава, само и не знам каков е мотивот освен уцена. Првиот човек на Кумановската гимназија размислувал и за отказ, а пропушти да одговори зошто на јавноста за лична работа и се обраќа токму од работното место. А што би значило мојата изјава надвор од ова училиште, не знам. Осетливо. А јас си доаѓам нормално, лично, нормално, нарушено е. Јас и на почеток кажав дека мојот авторитет што е стекнат наназад, да не кажам 20 и неколку години како спортист, како човек овдека од овој град е нарушен. Секако дека е нарушен. Значи, овдека имам поддршка од овие локални луѓе. Секако. Меѓутоа таму кога ќе излезе на некој портал една ваква работа, кога ќе прочита некој од Делчево, Берово, таму што ја знам, веројатно ќе веруваат на тие портали. Горан Димитриевиќ на позицијата директор во ова средно училиште од 2014 година, а претходно во Кумановската гимназија работел како професор по предметот спорт.